Порано или подоцна пратениците го разочаруваат народот. Ова правило кај нас важи речиси 30 години, па така од некогаш голема верба стигнавме до речиси угасена надеж дека наредните нема да бидат како другите. Во меѓувреме, некој денес, а до четврток сите партии ќе мора да се одлучат кои се нивните имиња за новите пратеници. Но прашањето за народот е: зошто пратениците редовно ги разочаруваат граѓаните? Изгледа не се доволно дошколувани да размислат дека треба и сиромашниот народ да живее. Дека само за себе си гледат. Само нивните интереси си гледат, ништо, за народ ништо. Нема. Исто и таа партија и другата партија, се ето 30 години више истата песна е више таа. Но до која мера граѓаните веќе се недоверливи и разочарани, одговор стигнува по прашањето: можете ли да издвоите некој пратеник за сите овие години што не ве разочарал? Никој. Нема ни еден. Сите од ни една партија. Сите са олеле мајко. Тешко прашање. Без оглед на ова, партиите и овој пат се направија наглови на иницијативата за отворени листи, па граѓаните повторно само ќе гласаат, а партиите ќе бираат. Што би се рекло, најважно е кој го држи воланот. Да остварат таа, партиите бираат своји членови, по можност најдобрите меѓу нив, и ни ги нудат нам да ги избереме. Без разлика дали станува збор за мнозински систем или за пропорционален. По инаков начин, граѓаните не може да направат, бидејќи ние не можеме да одиме од човек на човек и да речеме ти кандидирај се сега за таа и таа партија. Значи останува партиите да ги одберат своите кандидати, а ние сепак бираме партија. Од друга страна, новите имиња за кандидати за пратеници најавуваат и нова атмосфера во парламентот. Сметам дека следува еден важен период на обнова на државата, еден многу важен процес кој што треба да биде исполнет со реформи и со враќање на довербата и во институциите, и во парламентот, па и во функцијата пратеник. Така да сметам дека времето ќе го покаже тоа. Планирам да се вложи многу труд, многу работа и многу искреност во целото тоа. Па вака, доколку го добијам мандатот за пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, ќе се трудам максимално за доброто на сите граѓани и се што е во интерес и на државата и на граѓаните, за да бидат сите задоволни, за да остануваат овде да живеат и да се среќни во сопствената држава. Што и како ќе се случува, најдобро ќе се знае по изборите, односно откако новите пратеници ќе седнат во Републичкото собрание.